Вечерба во Битола ќе биде спуштена завесата на 25-тото издание на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест. Честа свечено да го затвори овогодинешното јубилејно издание на фестивалот му припадна на рускиот пианист Олег Маршев. Вечерба ќе ни представи прекрасни дела, сонатата од Брамс и слики од изложба од Модест Мусорски, едно прочуено дело, ремек дело на пианистичката уметност, во кое што се представени слики од изложба на пријателот на Модест Мусорски. И тоа е толку интересно, тоа е програмна музика, секој што слуша може да се ја замисли, да се ја представи сликата која е изразена со тонови од Модест Мусорски. Организаторите задоволни од тоа како помина овогодинешното јубилејно издание на Интерфест, како и од интересот и присуството на публиката. 12 дена, секоја вечер, истите луѓе доаѓаат, си ги чуваат програмчињата, си ги носат со себе и тоа е еден доказ дека овај наш фестивал за градот многу значи, барем за оној дел од публиката кој што сака класична музика, а јас апелирам и на другите да дојдат, дека нема ништо страшно во тоа да се слуша ова музика, е толку убава што само човек да си го пушти своето срце, да затрепери, да ужива во убавината на сите овие мелодии кои што се напишани некој од пред 3-4 века, некој денес. Во периодот од 1 до 12 октомври во Битола во рамките на 25-тото издание на фестивалот на класична музика Интерфест настапија уметници од Италија, Казахстан, Црна Гора, Русија, Турција, Германија, Србија и од Македонија. А годинашното издание на фестивалот ќе се памети по спектакуларното отворање со концертот на една од најдобрите виолинистки во светот, Ајман Мусакаџаева. Фестивалот секоја година се одржува под покровителство на Министерството за култура со поддршка од општина Битола.